Проектот Странски експерти за домашни компании има за цел подобрување на бизнис климата, како и зајакнување на конкурентноста на домашните компании. Не само на домашниот пазар, туку и во светски рамки. На вториот јавен повик на владата аплицирале 64 домашни компании со вкупно 70 апликации, а досега се реализирани 12 мисии. Една од македонските компании кои го искористија овој проект е компанијата Дуна Компјутери. Овие 20 дена, додека го користевме присуството на експертот, успеавме да директно и во реални рамки ги видиме успесите, односно сите таргети кои што ги поставивме дека ни се остварени. Можам да кажам дека сме целосно задоволни од мисијата, посебно сме задоволни од фидбекот и од експертизата која што можевме да добиеме од некој кој што во европски рамки има постигнато големи успеси. Се надеваме дека ќе не како Дуна Компјутери подготви за сите клиенти од Европа, за да можеме европски да пристапиме кон нивните барања. 20 дена рамо до рамо со вработените во Дуна Компјутери. Работеше и своето долгогодишно искуство го пренесуваше IT специјалистот Маријане Пајер од Swiss Contact. Навистина беше големо задоволство да се работи тука, затоа што запознав многу добро обучени и многу талентирани луѓе, кои сакаат да научат и беа отворени за предизвици. Ке речеа, тоа е добра идеја, ајде да пробаме како ќе функционира. Сметам дека токму поради ваквата отвореност за учење и размена на знаење е причината што успеавме за овој период да направиме многу и да превземеме добри први чекори во вистинска насока. Поради позитивните резултати од досегашната реализација на проектот, владата на Република Македонија и воиднина ќе објавува повик во рамки на овој проект. Целта на овие успешни приказни кои што сакаме да ги споделиме е и останатите мали и средни компании во Република Македонија да аплицираат во наредните повици кои што ќе ги објавува владата на Република Македонија со цел да добијат ваква помош, да обезбедат раст и развој, да обезбедат нови работни места, зашто преку досегашното искуство веќе за тоа се убедивме. Трошоците за ангажирање на експертите во најголем број случаи владата ќе ги покрие целосно, а во одредени случаи само дел од трошоците ќе ги покријат самите компании.